Епидемиолошкото одделение во Гостивар неделава ги регистрира првите случаи на заболени од мали сипаници на гостиварското подрачје, кои се и лабораториски потврдени. Станува збор за 2 жени кои се хоспитализирани на инфективната клиника во Скопје. Пријава од Скопската клиника за морбилис стигнала и за едно 13-месечно дете од Гостивар, но тој случај досега не е целосно јасен, со оглед на тоа што по проверка се утврдило дека детето веќе се наоѓа во странска земја. Во регионот на Гостивар вчера во попладневните часови добиме 2 пријави. Едната пријава е од инфективна клиника во Скопје, лабораториски потврден случај, се работи за лице на 39 годишна возраст и втората пријава стигна од инфективното одделение на Општа болница Гостивар, лабораториски потврдена во Скопје, случајот е хоспитализиран исто така на инфективна клиника, лабораториски потврден лице на возраст од 42 години. Како што е познато во јавноста, имаме актуелна епидемија на државно ниво, поголемиот број случаи се во Скопскиот регион, меѓутоа, еве веќе после години на немање случаи од мали сипаници се јавуваат првите 2 случаи. Имаме еден случај кој што се уште барем до овој момент не можеме да го разјасниме, исто така пријава од инфективна клиника Скопје, се работи за бебе од 13 месеци, за кое се уште немаме податоци, затоа што тоа детенце не е евидентирано во нашата евиденција, ниту во службата за вакцинации, и во контакт со негов родител добиме податок дека веќе се наоѓаат во странска држава, односно во Англија. Двете пациентки од Гостивар со морбили биле делумно вакцинирани, односно примиле само една доза вакцина. Единствен ефикасен начин на заштита е потполна вакцинација со 2 дози, нагласуваат лекарите. Секако дека постои ризик, ние чешлањето на евиденцијата на вакцинираните лица кои што подлежат на задолжителната вакцинација го правиме од почетокот на епидемијата која беше прогласена на 2 јануари оваа година и правиме напори да ги вакцинираме оние кои што се воопшто не се вакцинирани и оние кои што се делумно вакцинирани, односно само со една доза. Значи ги следиме препораките на нашето Министерство за здравство, Институтот за јавно здравје и ги преземаме сите превентивни мерки, а најдобрата превентивна мерка за заштита од ова заболување секако дека е комплетна вакцинација со 2 дози. Малите сипаници денес ја зедоа првата жртва во земјава. Министерството за здравство информираше дека 6-месечно бебе од Кумановско утрово починало на клиниката за инфективни болести од компликации на белите дробови предизвикани од морбили. Спасени изгубени скијачи на Попова шапка. 36-годишен тетовец вчера вечер околу 19 часот и 30 минути во полициското одделение Попова шапка пријавил дека двајца тетовци на возраст од 29 и 45 години се оддалечиле од групата со која заедно скијале на потегот од Лисец кон Долно Палчиште, пошто заталкале и веќе не биле достапни на нивните мобилни телефони. Веднаш е организирана потрага по двајцата тетовци, во која учествувале повеќе полициски службеници, предводени од менаџментот на секторот за внатрешни работи Тетово, а во содејство со горско-спасителната служба, кои со ратрак и пешки се упатиле кон посочените места. И ноќеска околу 2 часот и 30 минути изгубените лица се пронајдени, а потоа пренесени до Долно Палчиште, од каде со службено полициско возило живи и здрави биле транспортирани до нивните домови. Минатата зима полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, заедно со Тетовската горско-спасителна служба,
Најпрво успешно спаси, односно безбедно, живи и здрави ги спушти од падините на Попова шапка двајцата француски државјани алпинисти кои заталкале низ планината, а зашто на СВР Тетово му беше врачено пригодно признание од амбасадата на Република Франција. Лани исто така, но нешто подоцна, беа пронајдени и спасени неколкумина косовски скијачи, кои во магла заталкале и се изгубиле на Попова шапка, како и двајца американски туристи, кои одејќи со нивното возило кон мијачкото село Галичник, се загубиле на тоа подрачје. Во нивното пронаоѓање и извлекување учествувале полициски службеници од полициското оделение Маврово. Пред неколку години, поточно во 2010 година пак, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор и контрола Жировница со големи напори на екстремно минусни температури спасиле двајца албански државјани, кои сакајќи легално да ја преминат македонската граница, се загубиле на планината Кораб. За нивното ангажирање на полициските службеници од ова подрачје им беа врачени благодарници од градоначалникот на општина Пешкопеја. Инаку секторот за внатрешни работи Тетово минатата есен, односно во септември 2018 година, одржа серија средби со 8 планинарско-рекреативни друштва во Полошкиот регион, на кои меѓу другото се расправаше за потребата од навремено пријавување на планинарските тури, особено во зимскиот период, но и за мерките и начините за надминување на одредени кризни ситуации на планина, проследени со заталкувања, премрзнувања и слично, информираат од тетовската полиција. Во билтонот на СВР Тетово информација за пронајден мртов 69 годишен гостиварец. Како исчезнат вчера утрото го пријавила неговата 29 годишна ќерка, пошто се преземени соодветни мерки за негово пронаоѓање. Во 16 часот и 30 минути во непосредна близина на Старо Чајле пронајден е мртов во водите на реката Вардар. Со ангажирање на гостиварските пожарникари и други лица, безживотното тело на гостиварецот е извлечено од водите на Вардар, извршен е комплетен увид и по наредба најавен обвинител ќе се врши обдукција. 27 годишен тетовец пак вчера пријавил дека околу 8 часот и 30 минути на улица Ленин во близина на камениот мост во Тетово го нападнале кучиња бездомници и бил каснат на левата нога. И во јануари годинава најчестата причина за сообраќајни несреќи на поширокото тетовско подрачје е неприлагодената брзина според условите на патот. Од вкупно евидентираните 63 несреќи во овој месец, скоро 1/3, односно 22, биле последица на пребрзо возење, а 9 на неправилно вршење дејствие. 42 од сообраќајните несреќи минатиот месец се случиле во населени места, претежно во движење и најмногу на тетовските улици, 29, како и на регионалниот пат Тетово-Јажинце, 16 и 14 на автопатот Гостивар-Тетово-Скопје. Во јануари исто така регистрирани се и 6 излетувања од коловоз, а 8 од несреќите биле предизвикани од животни, односно од кучиња бездомници пред се на автопатот. Во несреќите најмногу повредувани биле сопатници, 30. 37 од несреќите завршиле само со причинета материјална штета. Една со трагични последици, со едно загинато лице. Во 4 исто толку лица задобиле тешки, а во 21 несреќа 47 лица завршиле со лесни повреди, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Врнежи, заладување и ветер од понеделник прогнозираат метеоролозите. Според Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија, за време на викендот времето ќе биде стабилно и суво, со пониски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. По одделни котлини ќе има појава на утринска магла. Во понеделник во текот на денот ќе дува засилен јужен ветер кој наместа ќе достигнува 80 км на час. Под влијание на влажен бран попладне од запад ќе започнат врнежи претежно од дожд, кои преку ноќта во западните делови ќе преминуваат во снег и ќе имаат пообилен карактер.
Од вторник подрачјето на нашата земја ќе биде под влијание на студен бран од северните делови на Европа, што ќе услови значително заладување со локални врнежи од снег со слаб до умерен интензитет. Снежната покривка на планините ќе се зголеми, а нова ќе се формира и на пониските места, прогнозираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Комисијата за прашање на изборите и именувањата на денешната седница едногласно ја утврди предлог листата за именување на председател и членови на Државната комисија за спречување на корупција и за председател ја предложи ревизорката Билјана Ивановска. За членови на комисијата се предложени Владимир Георгиев, Совка Пејовска-Дојчиновска, Катица Николовска, Нури Бајрами, Горан Трпеновски и Шем Шисалај. Во текот на денот се очекува членовите да бидат избрани на пленарна седница во Собранието, а потоа да се распишат председателските избори. Председателот на Комисијата за избори и именувања Илија Димовски изјави дека таа, иако немала најмногу бодови според рангирањето, била единствена од 7 која конкурирала за председател, додека другите аплицирале само за членови. Од 7 најдобро рангирани за председател на Државната комисија за спречување на корупцијата ја предлагам господја Билјана Ивановска, бидејќи е прва од кандидатите рангирани на најдобрите 7 позиции која конкурирала за председател. Подобро рангираните кандидати од господјата Билјана Ивановска конкурирале само за позицијата член на Државната комисија за спречување на корупција. Мислам дека ова е прв случај и треба да се поздрави на ваков транспарентен начин да се изберат членови на едно регулаторно тело. Во оваа прилика сакам секако да се заблагодарам и на представниците на невладините организации и Сдружение на новинари и останатите институции кои што помогна со нивните прашања и учествува во нашата работа неколкудневна. И мислам дека е направен најдобриот можен избор. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Дуваше слаб северен ветер. Температурите се движеа во интервал од -5 до 7 степени Целзиусови. Утре не очекува сончево време со мала облачност и со слаб променлив ветер. По одделни котлини во утринските часови ќе има појава на магла. Температурите ќе се движат во интервал од -3 до 5 степени Целзиусови.